На инфективната клиника во Скопје денес почина 80-годишната жена од Штип, која во изолација испрати 14 медицински лица. Жената веќе неколку денови се лекуваше откако кај неа е регистриран коронавирусот, но и сериозно воспаление на белите дробови. Жената со сериозни симптоми на корона најнапред беше донесена во Штип, но 2 последователни теста покажаа негативни резултати, па таа беше третирана како обичен пациент. Откако третиот резултат покажа присуство на COVID-19, таа е препратена на инфективната во Скопје, а 14 здравствени работници, 2 лекарки, 8 медицински сестри и 4 болничари од клиничката болница во Штип веќе 4ти ден се во изолација. Штипјанката е втора жртва на COVID-19 во источниот регион. Вчера битката со болеста ја изгуби двојно помлад жител на Кочани. Во моментов од инфекција со коронавирусот се лекуваат уште 32 лица, 19 во Штип и 13 во Кочани. 5 пациенти се хоспитализирани во инфективното оделение во Штип, 2 од Штип и 3 од Кочани. Заедно со нив се хоспитализирани уште 4 лица кои се водат како сумнителни случаи, но тестовите се уште не се готови. Во последните 24 часа на 14 лица од регионот им се издадени решенија за задолжителна изолација, додека 5 подпишале изјава за самоизолација. Од страна на полициски службеници извршени се 81 контрола над лица во изолација и 53 над лица во самоизолација. Забраната за движење не ја почитувало едно малолетно лице и истото било приведено. Поднесени се 2 известувања и 3 кривични пријави. Контролирани се вкупно 113 објекти. Информираат од СВР Штип. Инаку бројката по општини изгледа вака. Штип и понатаму е град со најмногу изолирани лица, односно 78. Следува Кочани со 40, Каменица 11, Виница 10, општина Берово 9. Бројката во останатите градови во источниот регион е стабилна. Карбинци 7, Делчево 6, Пробишти 5, Зрновци и Чешиново Облечево по 2 лица и Пекчево едно лице кое е во задолжителна самоизолација. Во меѓувреме, маката ја потикна и хуманоста кај луѓето. Делчевецот Захир Амитов, кој живее во Швајцарија, донираше хуманитарна помош за своите социјално загрозени граѓани. Значи, продолжуваме со втората акција која у сабота имавме една, сега е таа втора. Во втората акција имаме офанено и христијански семејства. Вечер, синоќа поделивме 10 пакети прехранбени. Така да, благодарност до нашиот сограѓани од Швајцарија. Хуманитарна помош се дели и во останатите општини од регионот, а како донатори се јавуваа се повеќе институции и поединци.